Горди сме и на одреден број на одлуки кои што денеска не можам а да не ги спомнам. Една од нив е одлуката за донесување на деловникот за работа на Советот на општина Куманово. Втората е одлуката за употреба на езиците на етничките заедници во службена употреба на работењето на Советот. Третата одлука е во делот на социјалната заштита на граѓаните на општина Куманово. И четвртата, онаа која што особено значење за нас, а особено во идниот период, е интегралниот пренос на седниците на Советот, одлука која што е во фаза на разработка и верувам дека во идниот период ќе биде имплементирана. На еден таков начин ќе дадеме поголема транспарентност во делот на нашето работење и подобра информираност на нашите граѓани. Верувајте ми, овој совет е специфичен сам по себе си. Покрај многуте политички партии кои се представени во него, тој е различен и по својата етничка, религиска и полова структура. Но многу пати до сега во делот на носење на нашите одлуки сме постигнали и консенсус. Особено за сите оние одлуки кои беа од витално значење на граѓаните на општина Куманово. Морам да напоменам дека за жал некои од нас не успеа себе си да се стават пред личното. Но сепак во сите одлуки учествуваше општиот интерес, интересот на граѓаните и првичната наша задача, а тоа е довербата која што ја добивме од граѓаните да не биде изневерена. Нашата функција е да соодветно ги застапуваме граѓаните на општина Куманово и се надевам дека барем до сега не ги разучаравме во тоа. Куманово е специфичен град, темпераментен народ, долга традиција, стекнати норми во нашиот град, кои што многу тешко се искоренуваат. Без разлика каква одлука ќе донесете и ќе ја ставите на карта. Знаеме и самите дека навиките имаат некогаш и поголемо значење од самите пишани акти. Верувам дека она што нашите предци го отпочна многу одавна, генерации после нив го надоградува, а и ние земаме своје учество во тоа, во иднина исто така ќе биде негувано со еден континуитет за надоградба и создавање на една сигурна, стабилна општина која ќе гради мултиетничко општество и ќе даде свој допринос во делот на развојот на општеството на Република Македонија. Уште еднаш го честитам овој голем ден на сите кумановчани. Се надевам дека ќе биде празнуван уште многу години и ќе кажам да живее Куманово, да живее Република Македонија, сите нејзини пријатели и поддржувачи. И благодарам.